Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Собствениците на куќите на Дантички театар половина век се без право на собственост. Обештетување не добиле ни денар. Градоначалникот Пецаков му додели плакета на охридскиот спортски херој Марко Пејчиновски. Доставата на учебници треба да биде завршена до крајот на неделава. Преку зелениот телефон на Екосвест решени 6 еколошки проблеми за само 2 недели. Расте бројот на жртви од катастрофалниот земјотрес во Авганистан. Ги погледнавме кратките најави, а подетално за нив ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Половина век од земено право на собственост, а обештетување не добиле ниту денар. Собствениците на куќите на Античкиот театар во Охрид бараат итно решавање на процесот на експроприација, куќите им се распаѓаат и представуваат опасност и за туристите и за сцената на Античкиот театар. Половина век од земено им е правото на собственост, куќите им се распаѓаат, а обештетување не добиле. Семејствата Момидови и Дамјановски од Охрид се собственици на куќите на Античкиот театар, кои откако се откриени археолошките наоди, немаат право да ги обноват семејните домови. Во едната куќа одамна нема услови за живот, кровот се распаѓа, а урната и дел од зидот. Собствениците биле принудени да се иселат. Откако почнеа да го копет Античкиот театар, тој има 30 години. Колку имат, ние немаме никакво право. Од едната страна, куќата е подкопана. Не може никој да живи во нему пред опасност. Не можеме да ја продаиме. Не се решават случајови. Куќите се на една од најфреквентните улици во стариот град, каде дневно минуваат стотици туристи. Вредни атрактивни имоти кои можеле да им носат огромни туристички приходи, оставени на забот на времето, представуваат сериозна опасност. Куќата веќе се распаѓа, значи оставена е сама на себе затоа што ние ништо не можеме да направиме. Не можеме ниту да ја поправаме, не можеме тука да живееме и чекаме. Постои опасност од рушење на куќата. Јас дури мислам дека ако не се реши овој проблем најбрзо, може дел од заднијата страна и да се сруши на самата сцена. Овој проблем треба најбрзо и најитно приоритетно да се реши. Куќите се национално богатство, но собствениците не добиле ниту една реална понуда за обештетување, со одговор дека нема финансии. Од Завод и музеј Охрид велат се води постапка за експроприација, даваат поддршка да заврши, за да може да се продолжи со археолошките истражувања на теренот. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари средба со охридскиот спортски херој Марко Пејчиновски и му додели плакета за неговиот уникатен подвиг Ironman. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков денеска оствари средба со младиот спортски херој Марко Пејчиновски, кој минатата недела успешно го совлада Ironman предизвикот долг 107 километри. Градоначалникот Пецаков упати искрени честитки за неговиот подвиг, кој представува голем спортски успех во историјата на Охрид, имајќи во предвид дека истиот е постигнат од толку млад човек. Со цел да го вреднува уникатниот спортски подвиг, градоначалникот му додели плакета со лична посвета на Марко, при што истакна дека со својата упорност и истрајност е гордост за Охрид и инспирација за целата заедница. На средбата на Марко му беа посакани уште поголеми успеси во иднина, со верба дека неговата спортска приказна ќе биде поттик за многу други млади охриѓани да чекорат по патот на дисциплината, здравието и спортските предизвици. Марко Пејчиновски има 19 години и е најмладиот пливач кој го препливал Охридското езеро од Охрид до Светинаум во двата правци. Исто така, Марко реализираше и 10 препливувања на разни релации на Охридското езеро во вкупна должина од 250 километри, што е своевиден рекорд. Во рамки на последниот Ironman подвиг, кој беше реализиран на 28 август 2025 година, Марко трчаше 7 часа и 47 минути од Светинаум до Струга, возеше велосипед 2 часа и 33 минути од Струга до Светинаум и пливаше 9 часа и 29 минути од Светинаум до Охрид. Министерката за образование и наука Весна Јаневска, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека е задоволна од почетокот на школската година и дека доставата на учебници треба да биде завршена до крајот на оваа недела. Задоволна сум од почетокот на учебната година. Во овој момент немаме некакви значителни приговори дека нешто значително се случува. Онака како што ми информираат дистрибутерите, да, доставата на учебниците би требала да биде завршена во текот на оваа недела. Министерството ја заврши својата работа, сега ова е одговорност нивна, но очекувам да се исполнат задачата така како што ветиле. Пред малку реков, некогаш ќе добиеме информација, се ќе биде на први, но има пролонгирање од 2-3 дена. Не е проблем, нека трае до крајот на неделата, но да пристигнат сите учебници.
Единствено што се случува во моментот е да, навистина добиваме одредени поплаки за некои учебници кои ги добиле учениците, кои не се во добра состојба, ќе се обидеме и за тоа да најдеме решение што е можно најбрзо. Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест отвори зелен телефон преку кој граѓаните можат да информираат за различни еколошки проблеми и да дознаваат како може истите да се решат. Отворен е зелен телефон. Активирај се, не молчи, пријави и реагирај. Препознавајќи ја потребата за ефективно надминување на еколошките проблеми со кои се соочуваме, Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест стави во функција зелен телефон. Бројот на зелениот телефон е 071 600 333. Овој сервис е достапен од средината на август. Преку зелениот телефон граѓаните информираат за различни еколошки проблеми и дознаваат како можат да се решат. Веднаш по пријавувањето следи анализа на проблемот од страна на правниот тим на Екосвест. Тој дава совети на граѓаните во врска со постапката за решавање или самостојно доставува пријава, односно барање до надлежните институции. Преку зелениот телефон може да се пријават прашања или проблеми од областа на урбаното живење, отпадот, енергијата, воздухот, загадувањето на води, природата и слично. Само за 2 недели на зелениот телефон пристигнале повеќе од 30 пријави, од кои 17 се уредно поднесени од страна на граѓаните и се во постапка на решавање. Од сите пријави 6 се веќе решени. Најголем дел од пријавите се за отпад и нелегални депонии на територијата на целата држава. Загадување на водите и уништување на природата се на второ место, изјави Милијана Богдановска, еколошки правник во Екосвест. Регионална обука за зајакнување на капацитетите на полициските тимови кои работат со службени кучиња ќе се реализира на 4 септември на подрачјето на Шипокно. На 4 септември 2025 година од 00 часот до 7 часот на подрачјето на Охридското село Шипокно ќе се одржи регионална обука за зајакнување на капацитетите на полициските тимови кои работат со службени кучиња. Целта на обуката е јакнење на капацитетите на припадниците на единицата за службени кучиња во управување и работа со службени кучиња при мисии и операции на тешко пристапен терен. Оваа активност ќе значи зголемување на професионалноста, ефективноста и на целокупната оперативна подготвеност на припадниците на единицата за службени кучиња во процесот на планирање и ефикасно спроведување на мерките за потрага по лица и предмети на тешко пристапните терени. Регионалната обука е во рамките на проектот поддршка на националните власти на Република Македонија во намалувањето на ризикот од пролиферација и злоупотреба на малото и лесно оружје, а учесници се полициски и службеници, водичи на службени кучиња од Министерствата за внатрешни работи на Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија. Проектот се имплементира во соработка со мисијата на ОПСЕ во Македонија и Германската федерална асоциација за спасување со кучиња, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. 2 лица од Струшко заработија кривична пријава за кражба на струја. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 2 лица од село Корошишта, Струшко, едниот на возраст од 83 години, а другиот 45 годишен, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ. На 17 јануари оваа година била извршена контрола на објект во Струга, при што било констатирано дека пријавените го прекинале доводниот кабел до електричното броило и на него поврзале бакарни жици со кои се премостувало електричното броило да не мери потрошувачка, информираат од Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!